Нема веќе бришење и поправање на оценки од страна на наставниците и директорите, истакна денеска министерката за образование и наука Весна Јаневска. Додаде дека со дневникот оценките ќе бидат реални и заслужени. Исто така посочи дека нема повеќе директорите да интервенираат во графите, ниту ќе може еден предметен наставник да ги гледа оценките на другите предметни наставници. Дневникот е работен како проект на Европската унија и е награден и осовременен. Она што сакам децидно да го кажам е дека да, нема веќе бришање и допишување и препишување на оценки, нема повеќе препишување на наставни планови и програми. Точно е, тоа дневникот веќе не го дозволува. Нема бришење на оценка двојка, преправање во петка, тоа ќе може само администраторот во МОН да го направи, доколку има сериозно објаснување за такво нешто, дека сгрешил наставникот и да интервенира во најкусможен рок. Нема повеќе директорите да може да интервенираат во графите, ниту ќе може еден предметен наставник да ги гледа оценките на другите предметни наставници. Тоа не функционира. Дополнително беше презентиран и водичот за вештачка интелигенција изработен од страна на Министерството за образование и наука во соработка со професорите по информатика од Универзитетот Гоце Делчев во Штип. На 120 страници сеопфатно водичот се осврнува на историјата на вештачката интелигенција и дефинициите за истата, на видовите вештачка интелигенција, како да се применуваат најпознатите алатки на вештачка интелигенција за создавање и уредување текст, за слики и мултимедија, за истражување и учење, за музика и слично. Понатаму, како да се користат алатките по одделни области, математика, природни науки, јазици и литература, историја и општествени науки. Како да се препознаваат можни злоупотреби на податоци и слично. Во суштина, содржи препораки кои се наменети за наставниците, стручните соработници, но и за учениците. Наставниците и стручните соработници ќе треба да научат како најлесно да го пренесуваат знаењето. Водичот за користење на вештачка интелигенција во наредниот период ќе биде достапен за училиштата, а наставниците ќе следат обуки со цел правилно користење.